Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за преплет црева, меѓутоа кај детската популација. Кога и зошто доаѓа до оваа состојба? Колку може да биде фатална? Кога е неопходно хируршко интервенирање, односно влегување во операциона сала? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Ристо Симеонов, детски хирург. Доктор Симеонов, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре ве најдов, благодарам на поканата, поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Пред да објасниме нели што значи преплет црева или медицински како се вика оваа состојба, дали секоја болка во стомак кај дете може да биде нели да си помине туку така како од вирус или може да биде многу сериозна? Секоја болка во стомакот или во абдоменот кај детето не треба да се занемари од страна на родителите, меѓутоа не треба и за секоја болка да се крева паника. Како и да е, секоја болка во стомакот која е подолготрајна и поинтензивна, треба родителот своето дете да го однесе на педијатар или на детски хирург по препорака од педијатарот. И што значи преплет црева? Тоа значи дека цревата нас не ни работат и како медицински се вика еве оваа состојба, бидејќи кај народот е познато како преплет црева? Преплет црева или илиус, медицински назив е за преплет црева, представува пореметување во перисталтиката, односно во работата на цревата. Најчесто тоа е случај со тенките црева и илиусот или преплет цревата се дели на механички, кога пречката е механичка, и паралитичен, кога имаме пореметување во самата перисталтика, односно успорена перисталтика на цревата. Механичкиот илиус кај деца најчесто е причина заради инкарцерација на кила, ингвинална хернија, кила ако се вклешти инкарцерира, тоа е веќе состојба на илиус, потоа волвулус, односно увртување на цревото околу мезентериумот, тоа е васкуларниот дел, крвните садови што го хранат цревото, кога ќе се уврти цревото, имаме пореметување во васкуларизацијата, во искраната со крв на цревото, и тука доаѓа до состојба на илиус, која што е една од најитните индикации за хируршка интервенција. Волвулусот е најитна индикација за хируршка интервенција. И трета состојба е инвагинација, исто така сериозна состојба која што бара итна хируршка интервенција, тоа е вовлекување на црево во црево. Самото црево се вовлекува едно во друго и тука имаме состојба на илиус. Сите тие три се механички илиус. Паралитичен илиус најчесто се јавува при воспаление на цревата, бактериско или вирусно воспаление, кога имаме пореметување во перисталтиката, меѓутоа разликата, основната разлика помеѓу механичкиот и паралитичкиот илиус е што механичкиот илиус секогаш е предмет на хируршка интервенција, паралитичниот илиус се третира конзервативно. Меѓутоа не секогаш конзервативниот третман е успешен кај паралитичен илиус, затоа што тие адхези, тие прираслици кои што се помеѓу цревата, не секогаш со конзервативна терапија може да се воспостави нормална перисталтика, затоа понекогаш многу ретко, меѓутоа и паралитичниот илиус бара хируршка интервенција. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Симеонов, објаснете нели што е механички, од кои причини може да дојде, меѓутоа тој другиот, кои се ризик фактори, како кај дете може да дојде до преплет црева, да не е по оној механички пат како што го споменавте? Како што напоменав, најчеста причина за паралитичен илиус е некое воспаление на цревата, дали бактериско или вирусно воспаление, па дури диареја. Многу често паралитичен илиус се јавува после диареја, каде што имаме успорена перисталтика на цревата. Како и да е, симптомите се карактеристични за акутен абдомен, тоа е состојба на акутен абдомен, болка кај детето, која што со тек на време е поинтензивна, детето е плачливо, ги собира нозете, колената кон стомакот, во напредната фаза веќе има повраќање, отсуство на столица, па дури и отсуство на гасови. Тоа е класична клиничка слика за илиус. А колку исхраната влијае за да не дојде нели до преплет црева? Исхраната, како што е сува храна, чипсови, сончоглед, семки, грицки, брза исхрана, може да биде причина за обстипација или запек на цревата, меѓутоа и обстипацијата, ако е подолготрајна, е една од причините за илиус. Значи, дури и обстипација може да биде причина за илиус
И затоа треба да се внимава многу на исхраната, посебно кај децата во предшколска и школска возраст. Јас знам дека тоа е голем проблем во денешно време. Сите сакаат брза храна, меѓутоа треба да се внесува зеленчук, овошје, житарици, јогурт, сето тоа каде што има целулозни влакна кои што ја подобруваат перисталтиката на цревните вилки. Сега, кога дете има стомачен вирус, нели она класична диагноза која многу често се јавува, за да не ги плашиме, да не ги паничиме родителите дека секој стомачен вирус може да премине во нешто многу посериозно, кај кој може навистина тој стомачен вирус да дојде до преплет црева? Стомачен вирус може да биде причина за преплет црева многу ретко, меѓутоа има такви состојби. Затоа ако детето пројави симптоми кои што ги напоменав претходно, треба да се однесе на доктор педијатар или детски хирург за физикален преглед. При физикален преглед абдоменот е дистендиран, надоен, болен на палпација, детето повраќа и многу е битен ректалниот преглед со прст, каде што докторот ќе види дека во ампулата на ректумот, тоа е последниот дел од дигестивниот тракт, има отсуство на столица. Тоа е веќе состојба на илиус која што бара понатамошни испитувања и инвестигации од лабораториски испитувања, нативна графија, че нативната графија на дигестивниот тракт многу прецизно покажува хидроаеречни нивоа, се викаат тие нивоа што се гледаат на сликата, и веќе имаме состојба на илиус. Пак искуството на докторот ќе процени дали се работи за механички или паралитичен илиус. Сепак за паралитичен илиус имаме претходна анамнеза за некое воспаление на цревата, доека механичкиот развива брза клиничка слика. Веќе во наредни 6 до 12 часа, најдосно до 24 часа, кај механички илиус може да дојде до сериозна состојба, до гангрен и некроза на цревото, па и перфорација. И тука детето може да се најде во состојба на сепса, перитонит сепса, која што може да биде витално загрозувачка. Така, ќе го објасним и ова. Имаме гледач да го вклучиме. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да прашам вака сега, имам дете од 6 годишна возраст, оперирано од слепо црево. Дали може повторно да се појави слепото црево и дали може физички да биде активно? Имам поминато една година од операцијата. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Слепото црево еднаш отстрането, односно извадено со оперативен третман, не може повторно да има таква состојба со воспалено слепо црево, меѓутоа зависно од наодот оперативен, дали се работи за почетна фаза на воспаление или напредна, можни се компликации во првите неколку дена или првите неколку месеци. Тие компликации се најчесто адхезии или бриди, како мост формирани адхезивни ленти кои што прават обструкција на цревото и доведуваат до фаза на илиус. Меѓутоа ве кажа една година поминато. Една година веќе нема компликации, после една година нема компликации од воспалено слепо црево, така да детето може да се врати на нормалните животни активности од спорт до се друго. Предпоставам дека и тоа беше дилемата на нашата гледачка и ве се надевам дека го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете, во програма сте. Дали имаме гледач? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас извинувам што вака настапувам. Јас сум со средно медицинско лице, меѓутоа ве молам, во иднина, докториве да ги подсетите дека не се на стручен колегиум, дека се обраќаат на маса што не знае што е илеус, што е текста, што е малку на народен јазик да можат луѓето да ги разберат. Така и почнавме, добро, во секој случај ви благодарам на забелешката, меѓутоа почнавме ние со преплет црева, прашавме како е медицинскиот термин за преплет црева, затоа што можеби некој не знае, можеби го знае медицинскиот термин, меѓутоа во секој случај ви благодарам на забелешката. Еве, не знам, може не се вклучила нашата гледачка од почетокот. Да се надоврзам на претходната гледачка која што праша за слепо црево. Колку може пукнато или слепо црево кај дете потоа да премине во преплет црево? Перфорирано слепо црево или пукнато слепо црево со перитонит
со излив на цревна содржина помеѓу цревните вијуги е сериозна состојба, каде што компликациите постоперативни се многу чести. Од илиус паралитичен до механички илиус заради обструкција на цревата, меѓутоа тие компликации се јавуваат во првите неколку дена, најдоцна до првите 3 месеци од хируршката интервенција. И друго е битно кај перфорирано, односно пукнато црево, дека состојбата може да доведе до перитонит сепса кај детето и тука има потреба од неколку дневна хоспитализација со давање минимум на двојна антибиотска терапија, значи 2 антибиотика да се дават неколку дена. Така, доктор Симеонов, колку бидејќи е чисто на што го користат родителите за децата, тоа се пробиотиците, колку тие може да помогнат да не дојде до оваква посериозна состојба? Во ред е да дават родителите пробиотик, меѓутоа да биде тоа некое време, не да биде постојано. Подобро е по мене децата да внесуваат пробиотик преку исхрана. Да јадат храна богата со целулозни влакна, житарица, да пијат јогурт пробиотик, во ред е и пробиотик како таблети или како прашак, меѓутоа да не биде тоа подолг период. И што значи, еве споменавте, некогаш може да биде ургентна оваа состојба преплет црева, што значи хирушкиот третман и колку време му треба на едно дете опоравување од ова? Кај состојби со прираслици помеѓу цревните вијуги, тенкоцревните или со пречка како мост брида, може проблемот да се реши со ресекција, се вика тоа, односно со одлепување на цревните вијуги и да се пресече тој мост што е над тенките црева и тука да се воспостави континуитет во перисталтиката. Кај механичкиот илиус најчесто хирушкиот третман бара ресекција на дело тенкото црево кој што е во некроза, односно во гангрена, и анастомоза на здраво со здраво црево. Така. Пред да продолжиме, имаме гледач, повелете во програма сте? Да, повелете, вас слушаме. Сакам едно прашање. Повелете. До докторот. Син ми е 48 години, така има. Доби запек. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Јадол семки, од семките добил запек. Ама не можеше никако да отиде на лекар. Да му отпушат од првата столица. Добро. И после откако му отпушија, почна многу да крвари. И то крвареше, не сам малку. Цели вака парчина. Што може тоа да биде? Така, јас ви благодарам за јавањето, еве не е за конкретно за дете, Обстипацијата или запекот, исто и кај децата, се формираат фекаломи, тоа се тврди фекални маси, посебно кај семки или сончоглед, кои што може да направат рагади или фисури на мукозата, и таа состојба со крварење е заради фисура или рагада на мукозата, која што е предизвикана од содржината, дали семки или сончоглед. Многу е битно за родителите да знаат дека при таква состојба, ако се појави крварење, после дефекација, односно после голема нужда кај нивните деца, не треба да бришат ниту со хартија, ниту со влажно марамче, туку да го измијат со поладна вода и со употреба на неутрален сапун, дури и без сапун, само со поладна вода се направи тоалета после голема нужда. Така. Ке зборуваме и за запек, меѓутоа еве да се вратам на што значи ургентна состојба кога ќе ви дојде дете, значи како изгледа таа клиничка слика за вие да одлучите дека треба веднаш да биде внесено во операциона сала поради преплет црева. Ургентна состојба, детето е малаксано, повраќа, дехидрирано, има отсуство на столица, дури понекогаш и се појава крв во столицата, што е знак дека веќе цревото е во гангрена и таа содржина што е крвава, односно како малинаста, говори дека состојбата е ургентна и после направени дополнителни инвестигации треба детето веднаш да се внесе во операциона сала затоа што веќе цревата се во исхемија, односно страдаат. Што после хирушката интервенција, доктор Симеонов? Колку трае, нели, и болничкиот третман, меѓутоа има ли одредени работи кои што ги кажувате дека можеби ќе треба да се откаже детето од нив додека нели се врати во нормална состојба? После хирушка интервенција со ресекција на цревата и анастомоза,
детето има назогастрична сонда, има сонда во желудникот. Првите 3-4 дена не се храни, додека цревата не воспостават перисталтика, односно не почнат да работат, не зарасне анастомозата што е со шини, додека не почне да има гасови, дури и столица. После таа состојба се почнува со течна исхрана, течности, после 2-3 дена од течната исхрана на нормална, лесна храна и кога ќе се пушти дома, се препорачува 2 до 3 недели да биде на лесна исхрана, бела исхрана, јогурт, кисело млеко, белки од јајца, пилешко месо, пире компир, се додека не се воспостави нормална перисталтика, нормален континуитет на цревата, па после 3 до 4 недели од операцијата може да почне со нормална исхрана. Така. Имаме гледачи, повелете во програма сте. Ало, Да, повелете, ве слушаме. се јавувам од Ресен. Едно Повелете. прашање, поздрав до водителката и до докторот. Ви благодариме. Дали доктор Сименов му е син на Мирче Симонов? Да, Да, фала докторе, многу со татко ти сме задоволни, го периса мъжот ми, од прешлените, многу задоволни, поздрав ако е здрав и жив. благодарам, Фала здрав и жив многу, е. ако треби, некогаш кај тебе ќе се јавиме, фала докторе многу. Нема Поздрав зашто. до Мирче, ајде, чао. Ви благодариме многу за јавувањето. Имаме гледач, повелете во програма сте. Дали имаме гледач? Да, кога ќе имаме гледач ќе ни кажат. Доктор Симеонов, кога веќе сме ја имале таа состојба и нели сме направиле хирушка интервенција поради преплет црева, може ли повторно да дојде до таква состојба, да се повтори? Може. Во денешно време има и антиадхезивни гелови, че медицината оди напред. Тоа е гел кој што не дозволува повторни прираслист, односно повторно да се залепат меѓу себе тенките црева како клопче, буквално е како клопче, и тука имаме проблем, односно тежната перисталтика. Меѓутоа, можно и затоа компликациите се јавуваат првите неколку дена. Че откако ќе се направи интервенција на распеткување на тенките црева, адхезиолиза тоа се вика, првите 5-6 дена може повторно да дојде до таа состојба, меѓутоа се дава терапија од електролити, натриум, калиум, хлор, течности, протеини. Значи веќе тука мораме да бидеме внимателни и да пратиме состојбата од ден на ден. Може ли да се случи како и за многу други нели болести и состојби, да кажеме дека доцна е дојдено, доцна родителите го донеле детето, доцна е побарана лекарска помош? Родителите го донеле кога почувствувале дека треба да го донесат. Да, кај механичкиот или успособно, првите неколку часа се многу битни, затоа што конкретно кај инвагинација во великување на црево од црево, ако состојбата се препознае во првите неколку часа, може интервенцијата да заврши до дезинвагинација се вика, или да се извлече тоа црево што е метнато едно во друго. Меѓутоа, подоцна, после 6 па и после 12 часа, веќе цревото е во исхемија и навлегува во фаза на гангрена и некроза, и веќе тогаш мора да се прави ресекција, односно тоа тенко црево се пресечи и да се спои здраво со здраво црево. Меѓутоа, родителите не можам да кажам дека го донеле досна. Сепак, они процениле кога треба да го донесат, затоа што, како што кажав на почетокот, не секоја состојба со болка во стомакот значи дека има хирушки проблем. Меѓутоа, еве да кажеме, поголеми деца може да кажат... За да не почувствуваат родителите дека при секоја болка треба веднаш додат на доктор, али ако таа болка е интензивна, трае повеќе од 2-3 часа, детето повраќа, нема столица, надоен е стомакот, треба да го носат. Меѓутоа, поголемо дете, нели, што разбира, што знае да зборува, знае и да каже, нели, колкава и како е булката. Проблемот е со децата до 3-4 години. Значи, најчесто тие состојби кај деца до таа возраст до 3-4 години веќе се во фаза каде што бара хируршка интервенција. Кај бебиња може да настане ваква состојба? Каде што бара ресекција. Кај бебиња? Да, кај бебиња инвагинација е многу честа состојба во периодот кога бебињата од мајчино млеко ќе преминат на
на Аптамил или ќе преминат на кравио млеко, посебно на кравио, тогаш имаме забрзана перисталтика на цревата и може да дое вовлекување на црево во црево. При состојба на лимфаденит, кога имаме зголемени лимфни жлезди околу цревата, исто така и лимфната жлезда може да биде причина на вовлекување во црево. Има вродена состојба која што се вика Мекелов дивертикулум, односно израсток од зидот на тенкото црево, која што може исто да биде причина за имагинација. Так. Пред да продолжиме, доктор Симеонов, имаме гледачи, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ви се молам едно големо поздрав до вашата емисија и едно големо благодарам до доктор Симеонов, бидејќи ми го има спасено животот кој ми беше најтешко за време на короната. Благодарение на него денес сум жива. Фала му многу, он е за мене Бог, да ви кажам, најдобар доктор што може и да постои. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето и за зборовите до нашиот гостин. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас, доктор, ве поздравувам. Доктора, сакам да го прашам, добив кила, папушна кила добив. Папушна кила. Добро. Ми рекла. И се сликав се тие работи и сакам да знам доктора да ми објасне, да ми каже дали е таа тешка операција и дали може да се повлече килата. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Еве, доктор Симеонов, може ли да се повлечат? Папошната кила не може да се повлече на таа возраст. Папошната кила кај бебиња може да се повлече до 4-та, најдосно до 5-та година. Кај возрастни не може да се повлече папошната кила. Хируршката интервенција е рутинска. Така да треба кога лекар ќе каже рутинска, тоа значи дека не е тешка. Проблемот не е тешка, рутинска операција треба да го реши проблемот, затоа што верувам има непријатности, болка, многу ретко, меѓутоа може да вклечти и папочната кила. Така да треба да се реши проблемот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете во програма сте. Ало? Во програма сте, повелете. Едно прашање до доктора може? Повелете. Имам мојата сопруга негде 82-3 години. Добро. Има редовен запет. Шум ќе добие запет, 2-3 дена јако користиме лактативни средства. Цело време тие 3-4-5 дена не може никако. И те јавува и стомашни болки во тој период. Се додека не се испразни, а се празни може 4-5 дена после. После самото празнење се јавува на смарост, на делот, се јавува и крв дори. Мала количина, не голема да крваш, меѓутоа кога доаѓа до бришење со туалетната хартија, на сама туалетна хартија се јавува една мала количина на крв. Често пати ова се дешава не изведнъж може година дена. Редовно користиме лактативни средства. И тие лактативни средства што ги користам месец дена, делуваат. И се појави да оди поголема нужда, после 3-4 дена, 5 може. Меѓутоа, после тие лекарства, на тој лек не делува. И мораме да смениме сега. Некој ново лактативно средство. И тоа се повторно, имаме смената, може 6-7, може 10. Това е моето прашање. Така, ве разбравме, ви благодарам многу за јавувањето. Може ли толку често да се користат? Лаксативите треба да се даваат по препорака на гастроентерохепатолог или абдоминален хирург, затоа што после подолготрајна примена имаат контраефект. Еден месец доколку нели постојано да ги примате? Инаку со годините и перисталтиката на цревата се успорува, затоа повозрастните луѓе треба да внимаваат на исхрана, како и да е, бидејќи анамнезата е 1 година, треба да направи пациентката преглед кај гастроентерохепатолог, а како што кажав претходно, кога има крварење заради фисура или пукнатинка, не треба со тоалетна хартија да се брише, треба со вода да се мие. Да, во секој случај треба да посетат, како што кажавте, специјалист гастроентерохепатолог. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало. Да, повелете, ве слушаме. Се слушаме, така. Да, во програма сте. Добар ден, прво и едно прашање.
Повелете. Може би е банално, може би не, за мен е многу сериозно. Повелете. Значи имах хемороиди, со обилно крварење. Значи цвата од 2 хемороиди ги држа, мислам, докторот. И предпоставам, моја предпоставка е личната е, дека сега имам големи проблеми со запек. И сега имам многу запек, неколку дена наистина не можев воопшто, знаете како да извршам нужда голема нужда. Значи голем запек ми сега, предпоставам дека чпаната сега стеснати и може би тоа прави проблеми. Да. Рековте хемороиди? Хемороиди врзани веќе бил на она нели интервенција која што се Треба време хемороидите да тромбозираат, не знам кога е направена интервенцијата, меѓутоа како што кажав, после интервенција на хемороиди треба хигиено-диететски режим, тоа се вика, значи да се внимава и на тоалет и хигиена на анусот и да се внимава начинот на исхрана да биде диетален. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, имам керкичка, 4 години. Има подолг период проблем со запекот. Како може тоа да се среди? Тоа се јавува доста често. Во текот на целиот период има тврда столица, ама запекот е доста често. Имате посетувано лекар, дадени одредени напатствија или? Да, на педиатрија рекоа, ќе се смени исхраната, повеќе течности, слива и тоа е, ама... Така. Така, јас ви благодарам за јавувањето. Еве кога исхраната Во детската не... возраст, обстипација или запек најчесто е причина заради режим на исхрана. Таа диета, односно тој режим на исхрана диетален, треба да биде подолго траен. Поможно да се исклучи сува храна, да се исклучи чоколадо, да се исклучи млеко, да се исклучи тврдо сирење. Подолг период таа исхрана по можност треба да се исклучи. Колку може да биде тоа болно и за самото дете? И да добива страф, паника? Болно може да предизвика и страф и паника, затоа што болно е при самиот акт на дефекација, на какање, и кога ќе се појави крв, родителите веројатно се вознемирени, меѓутоа не треба да се крева паника. Подолго време треба да биде детето со посебен режим на исхрана, со тек на годините Ќе се нормализира функцијата на цревата. сета таа состојба. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, Добар ве ден. слушаме. Доктора, Повелете, да. ме интересира, имам детенце 3 годинки така, внуче. Добро. Има препонска кила. Сега, како би можело тоа да се реши со операција или некој друг начин има за решавање и некој девојче? Така. Препонска кила или Кај инвинална девојчиња, да. кила е вродена состојба кај децата и проблемот треба да се реши со хируршка интервенција од страна на детски хирург. Инаку претходно да кажам, за обстипација кај деца, добро е родителите 2 до 3 месеци сабајле и навечер да даваат по една кафена лажица на возраст од 3 години, доволно е по една кафена лажица масло од лененово семе. Значи, масло од лененово семе, 2-3 месеци сабајле и навечер по една кафена лажица, тоа ќе омекне цревната Еве содржина. тоа да за предходната гледачка, ова сегашнава со кила кај девојчеве сме правеле таа тема, сме имале посебно нели емисија за кила кај деца, меѓутоа секогаш се решаваат хируршки. Да. Битно е за родителите да знаат дека килата е вродена, независно кога се приметил или се појавил во тек на животот. симптомите. И третманот секогаш е со хируршка интервенција од страна на детски хирург. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, Да, повелете, ве слушаме. добар ден. Добар ден. 2010 оперирана сум од аденокарцином, хистеректомија на матка. 2014 со ненормални болки, кои никако и повраќања, од хитно оперирана од илеус, тоа беше диагнозата, меѓутоа многу лесна, само извадени цревата измиени, затоа што сум имала приразлици. Потоа многу често ми се повторува, столица уредна, постојана, ужасни болки, повторно се појавуваат болки, водам, води кон илеус, на рентген, никогаш не е илеус,
се смируваат болките, се продолжува, може 5 години, 6, 10 пати така ми се има повторено. На крај имам дивертикули во дебелото црево и се прашувам и на ентерографија направив, немам никакви прираслици на тенките црева. Може ли секогаш докторите да беа во заблуда и да сите проблеми произлегуваа од дивертикулите и од јадење на зрната храна, а не од прираслици, зашто дефинитивно немам прираслици никакви на тенките црева. Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Еве по возрастна, меѓутоа со процената на хирургот бил дека се работи за илеус, тоа прираслици е паралитичен илеус, кој што, како што кажав на почетокот на емисијата, може да доведе и до хируршка интервенција. И дивертикулумот може да биде причина за обструкција, че кај повозрастните обструкцијата на цревата или е во луменот, внатре во цревото, како што е случај дивертикулум, или од надвор при состојби на малигна болест, при карциноми, може самиот тумор да притиска на ѕидот на цревата и да доведе до состојба на илеус. Исто што праша нашата гледачка, и исхраната, тоа што се јаде, колку може да ги дава тие симптоми? Може сува исхрана за чинета, исхрана љута исхрана, може да дава такви симптоми на болка и состојба на супилеусна состојба, тоа се вика. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до студијата. И благодарам. И го молам едно прашање докторот. Имам синче оперирано во Хрватска од сообраќајка и носи стома. Дали може да го најдеме него за контрола, каде да се обратиме, да го побараме, ни треба контрола една. Сакаме да се консултираме со докторот. Додека не се врати во Риека. Закажете во Аџи Бадем Систина преку кол центар, ќе го прегледам вашето дете. Така, за да не одат, предпоставувам, во другата држава каде што и се случила несреќата. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Дали сум ја во програма? Да, во програма сте, повелете. Благодарност до докторот. И сега сакам да ви кажам, немам ништо, мислам, на задниот дел, кога не јадам љуто. Ако каснам љуто, тогаш имам сврап. Дали морам да идам на доктор, или дали може да се претвори во нешто лошо, да речеме. Така. А вака, кога јадам обична храна, само без љуто, немам ништо. Значи, љутата храна... Мој совет е да продолжите со обична храна, како што рековте, без љуто, затоа што вие си имате причинно-последична состојба. Љутото го иритира цревото и некојаш чувството е на сврап, како што кажа пациентка, некојаш болка, некојаш знае да крвари. Така. Еве да се надоврзам на нашата гледачка, ова го споменавте уште на самиот почеток, нели, која исхрана е онаа која што треба да се исфрли, меѓутоа знаеме на децата која им е најомилена исхрана, знаеме какви сите, нели, тие чипсови, па и ги има зачинети, па ги има лути. Што прават тие на детските црева? Најдобро е, како што на времето мене баба ми пржеше кон причиња на зејтин дома, меѓутоа сега пред такво времето, каде што има чипсови со разноразни зачини и вкусови, прво самиот состав на чипсот ги иритира цревата, а второ, помало дете не може да го доџвака чипсот, па внесува крупни парчиња од чипсот и сето тоа ја отежнува перисталтиката, односно варењето на храната. Најдобро е ако може дома да им испржат кон перчиња. Меѓутоа не се нели само чипсовите зачинети, туку имаме и многу храна која што е зачинета. Колку такво јадење на поголеми количини или подолг период на таква храна кај дете всушност може да ја смени функцијата на цревата? Внесување на зачинета храна кај деца, дури и конзервирана, може да поремети самата перисталтика, значи цревата лачат ензими кои што ја варат храната и сето тоа внесување на неквалитетна храна ја пореметува самата перисталтика. Доктор Симеонов, кај возрастните нели велат за многу болести и стресот е една од причините. Може кај децата да има стрес, па истиот стрес да биде причина за недобро функционирање на цревата? Искрено не можам да најдам некоја причина дека стресот може да поремети работење на црева кај децата, меѓутоа да, стресот
може да биде причина за многу други состојби. Али како и да е, за мене најбитно е децата да имаат здрава исхрана, да имаат здраво детство, без стрес, се согласувам дека и стрес не треба да имаат децата. И при секоја состојба каде што родителот ќе се посомнее дека нешто не е во ред со неговото дете, да го однесат на педијатар. Еве, нели кажавме дека не секоја булка во стомак значи дека треба веднаш. А за стресот децата добро е да се консултираат со детски психијатар. Така. Кажавме дека не секоја булка во стомак значи дека веднаш треба да се трча на лекар или дека е нешто многу страшно. Меѓутоа, кога преплет на црева може да биде и навистина фатална состојба? Како што реков, ако болката започне, трае подолго од 2-3 часа, станува поинтензивна, детето плаче, после влегува фаза кога веќе изнемоштено, почне да повраќа, нема гасови и столица, стомакот е надоен во наредни 3-4 часа, тогаш родителите итно треба да го носат детето на доктор. Ако болката почне, па прекине, па после некој време пак има болка, али не е толку интензивна, има температура, кашлица, тогаш веќе се знае дека се работи за некое воспаление, дали вирусно или бактериско, али состојба нелиус е класична, што од час на час болката е се поинтензивна и клиничката слика, односно знаците се покарактеристични во правец дека нешто се случува со цревата. И бидејќи ги споменавте бебињата, нели кажавме кога може да дојде до таква некоја состојба, кога преминуваат од адаптирано на кравио или обратно, што може би треба да го направат или да го преземат родителите за да ја облажат таа состојба на премин од една кон друга исхрана? Да се консултираат со педијатар за исхраната. Најчесто таква состојба на инвагинација заради промена на млекото кога од адаптирано или мајчино преминале на кравио. Бидејќи нели често препораките се ќе се надоврзам на што го зборат педијатрите, после една година тогаш веќе да се почне со кравио млеко за да... Да. Најчести имагинации кои што се предмет на хируршка интервенција во моето искуство се кај деца помеѓу 6-тиот месец и 12-тиот. Така. И бидејќи сме на самиот крај на емисијата, а сме во сезона на вируси, каде што и стомачниот вирус е многу чест и е застапен кај детската популација, што е што би ги советувале родителите и за да не дојде до дехидрирање, и за да нема чести диареи? Да даваат повеќе течности, вода, бистар сок од јаболко, чај, па дури прашак електролити, да внесуваат јогурт, пробиотик, па нека даваат ако е детето болно и пробиотик како прашак. И температурата до 38 да пробаат да ја симнат со конзервативен третман, ладни облози, туш. Се даваат ли лаксативи кај деца? Лекови, облози по телото од алкохол или оцет. А се даваат лаксативи, што спомена една наша гледачка, меѓутоа за повозрасен, кај деца се даваат лаксативи и колку често може? Кај мали деца не се даваат лаксативи. Кај мали деца има контраиндикација за лаксативи. Затоа кажав да даваат масло од лененово семе. Така еве, се надевам дека овие совети колку толку ќе им помогнат на родителите кога ќе се соочат со некоја ваква состојба и со запек, меѓутоа и со нефункционирање на цревата, за да знаат што да преземат самите, меѓутоа и кога да побараат лекарска помош. Доктор Симеонов, ви благодарам што бевте мој денешен гост. И благодарам на вас за поканата. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во исто